После на изменично менување на сонце, дожд, еве веќе подолго време, барем денеска е сончев ден, пред малку забележав 20 степени температурата во Барселона. Моментално се наоѓаме во Сен Герваси, Сарија Сен Герваси. Тоа е цел дел на Барселона кој што е исклучиво со стамбени згради. Значи тука нема туристи, нема африканци, мароканци, јужноамериканци и е многу мирно. Значи исклучително мирно. Практично овој би рекол, не знам, во споредба со она што е во Македонија или во Скопје, не би можел да направам споредба и не би сакал, но во секој случај еден убав, прекрасен район кој за кратко ќе пробаме да ви го прикажем. Буквално во овој дел може да се забележат и вакви слики, например дечиња пред зградите во паркот да си играат сами без никаква опасност од нешто лошо да се случи. Зашто сме тука во Сарија Сен Герваси? Дознав и се распрашав од оние што соработуваат најчесто со фудбалерите кога не се на тренинг, Меси, Роналдињо, Анри, кога се во пауза, некако карантин сега пред ваков голем натпревар кој што го имаат најголем во сезоната, најчесто знаат да заминат во ресторан на јадење и тоа во еден ресторан Ла Карета кој што се наоѓа токму на овој простор. Сега ми е јасно зашто токму овде доаѓаат ослободени од медиумите, ослободени од папараците и во овој прекрасен мирен крај. Затоа ние ќе пробаме да го пронајдеме и тоа место да видиме каде јадат и каде најчесто излегуваат кога се слободни, кога не се во карантин. Сарија Сен Герваси се наоѓа на западното брдо од Барселона, од кое се отвара поглед на целиот град, со хоризонт на Медитеранот. Тука се чувствува богатството, кое е многу различно од она, например, на најголемото шеталиште Ла Рамбла. Сен Герваси на своите улици има најчесто висока класа на автомобили, луксузни теренски возила, мир и безбедност. Веројатно не случајно, токму ова место е одбрано како и место за резиденцијата на Американската амбасада. И не он дека зад мене. Еве го пронајдовме и Ла Карета во овој прекрасен дел од Барселона, каде што трите звезди на Барселона, можем да кажем, многу често јадат кога не се во карантин. Сега ќе влеземе и да видиме што е тоа толку интересно и што е тоа толку убаво, што тие се наоѓаат токму овде, најчесто. Тука најчесто доаѓале Меси, Роналдињо, Анри, како што реков, кога не се во карантин и посебна соба има таму, значи сега ние сме во делот за непушачи. Тоа е посебен дел кој што одредени луѓе си го најавуваат, му доаѓа некако како VIP зона, четворица, петорица, одвоено ги служат јадењето, претпоставам дека ќе биде прекрасно, но што е важно. Ова била уругвајска храна, уругвајско месо, направено токму на уругвајски начин. По барање на Меси, претпоставувам, бидејќи многу го потсетувало на храната која што јадел од дома, која што ме подготвувала мајка му, своите пријатели од Барселона ги носи токму овде. Сега ќе јадеме оно што ми кажа дека најчесто го јаде, го јаде бифтек со кашкавал во доматен сос. Ќе видиме како изгледа тоа. Тоа беше убаво сготвен бифтек, кој се подготвува исклучиво на скара на ќумур. Се користат свежи зачини и свежа месо. Местото е фамилиарно и неслучајно го одбрале звездите зад скриени од секојдневната популарност. Сум јадел бифтек и аргентински, а и оној во Македонија што се подготвува. На ваков уругвајски, на ваков начин подготвен, на вистина прв пат. Штета што не можам вкусот да ви го пренесам. Фантастично. За архитектурата на клубот кој што Лапорта ја постави врз базата на Роналдињо, Анри и Меси, више сите знаат. Буквално од цел свет. Но исто така кога станува збори за Барселона, мислам дека цел свет ја препознава архитектурата на Барселона. Ово што сега ќе го видите, јас кој што го гледам и се воодушевувам, е Каза Мила, Антони Гауди. Сега ќе запознаеме она архитектура на Барселона, убавото, прекрасното, фасцинантото, само да побрзам, додека е зелена на пешачки, затоа што оваа авенида Диагонал е една од најголемите булевари во Барселона. Токму тука се наоѓа Каза Мила. Погледнете и уживајте.
Нема да ми замерите ако кажам дека уметноста на Миро и Пикасо во фудбалски рамки би била уметноста на нозете кои ја тркалаат топката на каталонскиот фудбалски гигант. Пробајте како вистински фудбалски влюбеници да ја пронајдете на пример Герника во некој надпревар или на оваа прекрасна градба на фантазистот Гауди. Ова е инаку стамбена зграда, овдека се функционира све нормално. Се плаќа влезница и може да се прошетаме и низ неа, не знам до каде, за прв пат сум овде, но едно знам, дека ова го има само во Барселона и на ниедно друго место. Кога влегувате во просториите на она што го создал Гауди, ја запознавате целата филозофија на овој уметник. Единствено и впечатливо, како и за време на сличната прошетка низ просториите на фудбалските волшебници. А кое е времето во кое живееше и работеше Антони Гауди? 905-907, најпопуларните дела. Ова е едно од обележјите на Барселона. Сега тоа што ќе го погледнете е нешто што е фасцинантно. Уште од самата метростаница се отвара овој прекрасен објект. Ваква уметност во архитектурата светот познавал само овде и никаде повеќе не е повторено. Потоа и овој представник на Арт Нуво, Антони Гауди, ќе биде препознатлив и единствен, а Барселона со него станува и оригинална и во оваа сфера на уметноста, архитектурата. Покрај фудбалот, Антони Гауди и Саграда Фамилија се гордоста на Барселона. Се смета дека за некои 80 на години може да заврши градбата. Може, но може и за наредните 100 години да не биде се уште доизградена Саграда Фамилија. Може да го забележите тоа и овдека. Ова е новиот дел кој што е изграден сигурно пред 5-6 години. Сега се уште се работи на еден дел од него и ова е стариот основата на Саграда Фамилија. Од десната страна е каза Батљо. Тоа е она втора стамбена зграда на Антони Гауди, која што навистина е можеби помалечка, но исто така фасцинантна како и претходната Педрера. Сега продолжувам јас по овој булевар малку надоле да го почувствуваме оној друг шмек на Барселона. Барселона по улиците и Барселона која што навистина вака може да се почувствува каква што е предпразнично, предновогодишно и каква што е константно. Барселона се простира на површина од 100 км квадратни. Градот се наоѓа на 12 метри надморска висина, колку за споредба еве да ви споменам, например Скопје на 240 метри надморска висина. Градот составен од 10 општини, но староседелците велат дека Сиудад Велја, или стариот град, токму тоа е местото кое се наоѓаме, е најважно. Барселона е целата испресечена вака со булевари. Овдека сега се наоѓам уште малку подоле ќе биде Каталунја, оној плоштад, мал би рекол, а нешто полу одовдека го гледам градината на кралицата Викторија или Хардинс де ла Реина Викторија. Тоа би требало да биде еден од многуте плоштади, многуте центри на Барселона. Буквално каде и да свртите постојано на некои 400 до 500 метри ќе налетате на вака огромен простор каде што се испреплетуваат сите други авении или авениди како што ги викаат овде. Божикната фудбалска треска беше дополнета со божикната купувачка треска, полни продавници и трговски центри, а цените воопшто не се ниски. Очигледно, високиот стандард е превисок за нашите македонски услови. Како и секаде попустите и овде се едни од најатрактивните мигови за пазарење, но стандардно започнуваат на 2 до 3 дена после Божи.